Гледате Трилинг, добро вечер. Изминува недела на разборичкани страсти. Откако председател Пендаровски во Трилинг јавно кажа дека се соочил со неформални идеи за амнестија на екс-премиерот Груевски. Трна лавината од лидерски демагогии, политички мистерии, внатрепартиски суди. И се е веќе видено. Немоќта на судството, диригирано од партиските центри на моќ, им пресудува на криминалците иницирани од премиерите. Најпрви Ѓоргиевски Црвенковски, потоа следуваше тандемот Груевски-Мјалков. За сега на сцената е формирањето на олигархијата во албанската етничка заедница предводена од командантот на ОНА. Али Ахмети си дојде по своите пари и моки. Лидерот на ДУИ со најдолг стаж ги отвори дизните за прераспределба на капиталот од инвестициите и буџетската потрошувачка за своите најблиски соработници од најтесниот круг. Тој го разигра и својот партиско семеен бизнис пашалак. Ахмети ја инсталираше и брендираше позадинската заштита во судско-обвинителските ешелони на власта при правораздавањето. И конечно, отворен е патот за судир Мицковски-Груевски. Тековниот шеф на ВМРО ДПМН беше медиумски малтретиран со прашањето кога и како ќе се ослободи од менторот Груевски. Сега, кога тоа се случува, СДСМ со благонаклонетост му заборава на поранешниот премиер Бегалец. Уште фали, Груевски врати се. Политичка пародија и Македонија и се е можно. Ова е само почеток на ново издание на Трилинг. Ајде што ќе гледате. Кој е за државата, а кој е против партијата? Мицковски и Груевски во жесток клинч. Измените на кривичниот законник му отворија можноста на Мицковски конечно да се пресмета и со Груевски како што тој го прави сега во моментов. Многу ретко, но во последниот период почесто истакнуваа дека тие расчистиле со криминалот на претходното раководство на ВМРО ДПМН. Ова што се случи не беше потребно во овој момент кога сакаме да покажеме дека во нашата држава владее правото и дека представува Македонија правна држава. Ако не успееме тоа да го докажеме, бадијала ќе бидат сите измени и на устав и на било што. Дали со измените на кривичниот законник се отвара патот за застарување на делата кои ги водеше СЈО? Дали е на повидок можна амнестија? Зошто беше целиот тој труд да се подигнат постапки кои што беа на некој начин започнати од СЈО да се довршат, меѓутоа на овој начин не само што нема да се довршат, туку ќе настапи нешто што не го очекувавме. Семејствата со деца со Даунов синдром на маргините на општеството. Стигматизацијата станува се поочигледна. Ние сме обележени како поразличен, Давид е обележен како поразличен. Тука е стигмата и ние ја гледаме на лицата на другите луѓе кои што го гледаат Давид со чудење за тоа што нели лицата со Даунов синдром имаат закосени очиња и се разликуваат по тоа. Со 9,76 првенец на генерација на правниот факултет. Кога ќе видите како се вработуваат луѓето, а вие со вашата диплома седите и чекате некој да го препознае вашиот квалитет, едноставно си велите, па ајде ќе си купам карта во еден правец. Неодамнешното интервју на председателот на ВМРО ДПМН Мицковски за германски Франкфуртер Allgemeine Zeitung ја разбранува јавноста. Преписката на релација помеѓу Груевски и Мицковски не застанува. Кој е во одбрана на партијата, а кој во одбрана на државата. Во овој издание на Трилинг ќе разговарам со Борис Ѓоргиевски, уредник на Deutsche Welle, македонска редакција. Ѓоргиевски, не случајно веројатно Мицковски го одбра Франкфуртер Allgemeine Zeitung како медиум за да испрати порака за наводен можен дил помеѓу екс-премиерот Груевски и СДСМ, поточно актуелната влада. Што се крие зад овие припукување на релација помеѓу актуелниот и поранешен лидер на ВМРО ДПМН? Ако зборуваме за фактот што Мицковски го одбра ФАЦ, Франкфуртер Allgemeine Zeitung за интервјуто, тоа не е новина, би рекол, на македонската политичка сцена. Македонските политичари во принцип предпочитаат да бидат поотворени, подиректни и поинтригантни, би рекол, во интервјуа за странски медиуми со години наназад. И веројатно идејата била баш за тој весник, за тој угледен германски весник, да се даде таква поексплозивна изјава и на некој начин да се расчисти со еден дел од минатото на партијата, па дури и на Мицковски. Затоа што влијанието на ФАЦ и угледот кој што го има во Германија, но и на европскиот пазар е сепак голем и му дава можност на Мицковски и пред поширока публика да ги представи своите
ставови. Подолг период власта бараше, инсистираше од Мицковски јавно да се дистанцира од екс-премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Сега, откако јавно и директно го прозваа Груевски дека потајно или разговара или преговара со актуелната власт, се поставува прашањето: препознаваш ли соевиден можен политички дил во контекст дека сега е период во кој интензивно се бара потреба од обезбедување на двотретинско мнозинство за уставни измени и во насока на неодамна донесените измени на кривичниот законник? Видете, ВМРО ДПМН, ова раководство на ВМРО ДПМН од 2018 година кога ја презедува партијата беше во една, да речем, шизофрена ситуација. Од една страна тврдеа дека сите политички функционери на ВМРО и сите се жртви на политички прогон од страна на актуелната власт. Од друга страна, многу ретко, но во последниот период почесто истакнуваа дека тие расчистиле со криминалот на претходното раководство на ВМРО ДПМН. Ако погледнете едно интервју на подпредседателот на партијата од јуни годинава за Сител ми се чини, Александар Николовски, мојот впечаток беше дека тој беше првиот висок функционер на ВМРО ДПМН кој што отворено кажа дека партијата, ова ново раководство, расчистило со криминалот на претходното. Што се случи во меѓувреме? Се случи измените на кривичниот законник. Измените на кривичниот законник му отворија можноста на Мицковски конечно да се пресмета и со Груевски, како што тој го прави сега во моментов. А го прави тоа затоа што измените на кривичниот законник дадоа можност, нели, да се амнестираат голем дел од тие обвинети, осомничени, па дури и осудени членови на неговата партија и да фактички станат имуни на кривичниот прогон кој што се водеше против нив. Токму тој момент измените на кривичниот законник го овозможија тоа и беа фактички отворање на вратата за овој судир меѓу Мицковски и Груевски. Препознавате ли обид за можно политичко пазарење сега помеѓу власта и екс-премиерот и дали мислите дека може навистина СДСМ и пред се оваа влада предводена од Ковачевски да му заборави на екс-премиерот Груевски за се она што се случуваше за време на неговото владење? Суштината на политиката е пазарење, дилови во сенка, дилови на отворено, разноразни договори во четири очи или како и да ги крстите се едно, така да не би се изненадил оваа власт сега во сета таа немање да ги протурка уставните измени, да се свртела и кон Груевски во обид да ги истурка во собранието, каде што нели фалат оние фамозни 8 пратеници. Така да јас не би исклучил ништо, со оглед на тоа што сите демантираат на некој начин таква поврзаност. Тоа игра до некаде улога, меѓутоа факт е дека нешто за цените се случува. Дали актуелната власт ги води тие процеси или некој друг, веројатно никогаш нема да дознаеме, но факт дека нешто се случува за сцената, дека се прават некои обиди да се протуркаат уставните промени, тоа е факт. И не мислам дека и Мицковски и актуелното раководство на ВМРО ДПМН се целосно исклучени од таа игра. Многу често во еден период се слушаше, ајде ако сакате, цитирам, ајде ако сакате да го вратиме Груевски на власт. Сега се почесто после оваа директна конфронтација преку Facebook преписки меѓу Мицковски и Груевски се слуша можноста Груевски да биде вратен дома. Дали е тоа заплашување на целокупната македонска јавност или сепак е обид да му се испрати порака на Мицковски дека секој негов нов чекор против екс-премиерот ќе значи и поделба на партијата? Па веројатно е повеќе ова второво што го кажувате. Меѓутоа треба да бидете свесни дека во нашата политика традиција стана бившите лидери на ВМРО ДПМН да коалицираат со социјалдемократите, тоа е едно. И второ, исто така стана традиција, оној што го има печатот и моќта, тој да преовлада во партијата. Така да од тој аспект Мицковски мислам дека има една комотна и чиста позиција без оглед на некој притисок што ќе се најде. Меѓутоа, мислам дека опасноста за Мицковски од Груевски е многу помала сега од што беше, например, пред неколку години. Така да од тој аспект, ја не мислам дека тој стравува, токму затоа и го отвара овој судир сега, затоа што веќе нема од што да се плаши. Тој е сигурен дека ја контролира и партијата, и пратеничката група, па дури и партискиот конгрес. Да се вратам на вашето тема, СДСМ бара адути и партнери секаде каде што очигледно очекува дека може да ги најде. И тоа е, пак ќе кажам, тоа е дел од политиката и тоа не треба да изненадува никако. Секако дека за нивната
аура, би рекол, за нивниот бекграунд, за она што го зборува од 2015-16 навака со бомбите па од доаѓањето на власт, дека тоа секако многу негативно ќе се одрази и на нивниот рейтинг и на односот на гласачите кон нив. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Следете разговор со Борис Георгиевски, уредник на македонската редакција на Дојче Веле. А сега ќе продолжиме со една тема која не е поврзана со политичките случувања во земјата. На политиката ќе се вратиме нешто подоцна. Еве следете што ќе гледате во продолжение. Здраво. Здраво. Како се викаш? Давид. Живот вреден за живење е книга на сведоштва на родители со деца со посебни потреби. Да се слушнат тивките, но и мокни гласови што ретко ги слушаме во јавниот дискурс, да се добие макар малу вид во световите на семејствата, што тектонски се поместуваат кога ќе се роди дете со посебни потреби. Да се почувствува макар во зародиш комплексноста на емотивните турбуленции низ кои комуницираат родителите, со битките, не со децата, туку пред се со обкружувањето. Напишала доктор Венка Симовска од Универзитетот во Копенхаген, Данска. Децата со посебни потреби, особено децата со Даунов синдром. Овој период се во центарот на вниманието, откако Министерството за труд и социјална политика на неколку семејства им ја ускрати можноста за дополнителна финансиска помош. Едно од 8 семејства е и Маја Васева. Добре дојде, Маја. Ние сме и колеги. Меѓутоа, во ова издание би сакал малку да разговараме за она што значи да се биде родител на дете со Даунов синдром. Морам само да те поправам. Ние не сме едно од 8 семејства. Ние бевме на проценка вчера, по прв пат, но ние дадовме поддршка на оние семејства кои што беа одбиени. Затоа што во процесот на закажување на термин за проценка за Давид, добивме информација дека можеби ќе биде одбиен од посебниот додаток, што нас многу не изненади, затоа што тоа е единствената државна помош во овој период што ја добиваме. Значи за Давид конкретно не добиваме никаква друга помош. И тие 100 евра нас не менуваат колку толку во семејната економија. И затоа што знаев дека дел од семејствата веќе се одбиени, решивме да реагираме, односно да запознаеме јавноста со тоа. Давид вчера беше на проценка, се уште немаме информација дали ќе бидеме одбиени или не, но се надевам дека нема. Маја, што значи живот со дете со Даунов синдром? И кога прв пат разбравте дека всушност 3,5 годишниот Давид е со Даунов синдром? Прв пат разбравме уште при самото раѓање на Давид. Претходно за време на бременоста тоа не успеваше да се види, не успеваа докторите да го приметат. При раѓањето практично 2 или 3 дена после пораѓајот бев известена и тоа беше многу голем шок заради тоа што ти се менува целиот живот од еднашка во една минута и не знаеш како да се справиш, го прецепираш тоа како една голема тежина која што ќе те следи целиот твој живот. Тоа со тек на време се менува, затоа што како мајка имаш потреба да му дадеш нега и грижа и љубов на своето дете без разлика какво и да е, особено ако е со потешкоти, тогаш уште љубовта е уште поголема. Првичниот шок сепак беше голем, а со тек на време сваќаме дека да, има потешкоти и животот со дете со попреченост, како што има потешкоти и животот со било која личност која што има психолошки или здравствени проблеми. Како се прилагодивте на новиот животен курс на функционирање со Давид? Па со тек на време се прилагодивме. Треба време, на секое семејство му треба, на некое повеќе, на некое помалку. Процесот кај некого трае подолго, кај некого пократко.
но се прилагодуваш гледајќи ги неговите потреби, му ги задоволуваш потребите од ден на ден. И се уште се прилагодуваме, особено затоа што живееме во држава која што не може се уште да одговори на нивните потреби. Кој е јазикот на кој комуницирате кога се соочувате, например, на проблемот да слушнете мамо, те сакам, или тато, ајде да си играме? Па добро, он комуницира, сите деца комуницираат на некаков начин, но не сите ги користат зборовите. Он комуницира на свој начин. Он комуницира, например, искажува љубов така што доаѓа и не гушка, мене особено татко му. Или, например, кога има некоја потреба со показен гест, или со покажување на прстето. И запознавајќи ги и другите деца кои што имаат исто така проблем со говорот, комуникацијата не е проблемот во рамките на семејството. Можеби комуникацијата со луѓето надвор од семејството е проблемот затоа што не се користат зборови. Ама секое дете, буквално без разлика кој е степенот на попреченост, успева да комуницира со околината, само треба таа комуникација да се разбере. Даунов синдром е хромозомско нарушување предизвикано од екстра генетички материјал во 21-виот хромозом. Екстра хромозом, да. Сега веќе имаш и уште едно детенце. Колку е сега поголем проблем да се менаџира низ дома? За мајка е голем проблем. Јас ќе искористам ситуацијата и да се пожалам за мојата состојба. Секоја мајка ќе ме разбере, значи со едно дете лесно се менаџира според мене, со две деца малце потешко, уште потешко најверојатно со 3 или повеќе. Ама во овој период кога се мали, да, малку тешко оди тој процес. Заради тоа што и двајцата имаат потреби, и на двајцата им треба внимание. И еве јас како мајка, за жал, се уште не успевам да се вратам на работа. Малце ми трпи кариерата. Заради тоа ние жените сме малце во незавидна позиција, се уште во општествата, особено овие неразвиените. Колку македонското општество знае да се прилагоди на состојбата со лицата со посебни потреби? Па за жал последниот пример покажа дека не успева да се прилагоди, особено заради тоа што од Министерство за труд и социјала и од надлежните институции како да не ја почувствуваа потребата да реагираат, туку мора родителите да реагираат на тоа што им еускратен посебниот додаток на дел од децата. На тие деца им треба посебниот додаток. За нивниот развој им треба за семејствата за да опстојат финансиски. И со тоа што им го скратуваат, излегува дека навистина немаат слух и немаат разбирање за овие семејства и за нивните ситуации. Не успеваат да одговорат. За жал се виде тоа. Ние добиваме сега, например, информации дека за жал службите не биле информирани како да се постапува. Ама не може служба да си дозволи, особено во ваква ситуација кога финансиската помош е од неопходност за овие семејства. Не може службите и лицата кои што работат таму да си дозволат да не бидат информирани и да немаат разбирање за овие луѓе. Со процесот на стигматизација на цели семејства, кога ќе се каже да, ние сме родители на деца со посебни потреби, особено еве во случајот со Давид кој е со Даунов синдром, имаат некакви предрасуди во однос на овие. Стигмата од секој аспект е видлива. Значи, јас се случувам со стигматизација секој пат кога Давид ќе излезе од дома. Ние сме обележени како поразличен. Давид е обележен како поразличен. Тука е стигмата и ние ја гледаме на лицата на другите луѓе кои што го гледаат Давид со чудење затоа што нели лицата со Даунов синдром имаат закосени очиња и се разликуваат по тоа и ги приметуваат. Таа стигматизација, особено во овој период, се зголеми многу, особено кога највисоките функционери не застана на страната на децата, туку рекоа дека тоа што ние го зборуваме е дезинформација. Не беше дезинформација дека им ускратено правото, баш напротив, службите потврдија дека на неколку деца им е ускратено. Ние се плашиме дека на уште многу повеќе во иднина ќе им биде ускратено. Значи не беше воопшто дезинформација, а ние испадна дека лажеме. Таа стигматизација се зголеми некако со тој пристап од страна на владата кон родителите. Не баравме поддршка, не баравме некој да не обвинува. Се разбира, ние немаме мотив да лажеме, немаме мотив да дезинформираме. Од друга страна, функционерите имаат мотив да лажат и да дезинформираат. Дел од семејствата веќе неколку месеци не го примаат посебниот додаток.
Следите тренинг, гостинка во емисијата е Маја Васева, новинарка, но и мајка на дете со Даунов синдром. Велите потешкоти, речиси, секојдневно се соочувате и како семејство, но што е решението за да се надминат овие предрасуди? Решението е проекти во кои што ќе бидат вклучени и деца со попречености и деца со типичен развој. Значи треба заедно да играат, заедно да живеат. На тој начин, значи инклузивното образование зошто е многу битно. Децата учат дека не се сите исти, дека има различни деца, но дека сите се подеднакво вредни. Исто така, кога ќе влезе дете со попреченост во образовниот процес, останатите деца со типичен развој низ помагање ќе учат дека сите имаат подеднаква вредност. Тоа помагање ќе им помогне на нив да се изградат војнина во подобри луѓе. Прифаќањето на деца со попреченост не прави подобри луѓе. Што побрзо општеството ги прифати како еднакви и како рамноправни и вложува во нивниот развој, затоа што они имаат поголема потреба од општеството од децата со типичен развој. И што побрзо и општеството ги прифати, толку побрзо и стануваме подобро општество. Како што добив информација во САД, например, не добиваме 100 евра помош од државата, во САД добиваат финансиска помош, една од поволностите што ги добиваат е финансиска помош во висина од надпросечната плата во САД. Па заради тоа едниот родител може да остане дома и да се грижи за децата, конкретно за детето со попреченост, дека другиот родител може да продолжи со работа. Дали тоа значи дека ние, говорам, Македонија е далеку од тие европски или американски, еве нема рака, далеку од тие стандарди европски? Па да, е. Значи, животот на дете со попреченост на семејство во Македонија е многу тежок. Реално е многу тежок, заради тоа што има финансиски издатоци, има разни други потешкоти, кои што поради кои што семејството е на удар од различни аспекти. И заради тоа неспоредливо е со, да речеме, другите поразвиени земји. Маја, на крајот, каква разврска или одлука очекуваш од надлежните институции во однос на претходното решение да се скрати на децата со посебни потреби оној дополнителен финансиски стимул во однос на поддршката? Едно од семејствата на кои што им беше укинат посебниот додаток, веќе им е одобрен, значи ќе продолжат да добиваат. Неколку месеци мислам дека веќе не добиваат, сега ќе продолжат да го добиваат. Таа информација е од вчера. Разврска очекувам, значи на ниту едно дете со Даунов синдром да не му се укине посебниот додаток, без разлика дали е со лесна, умерена или тешка попреченост, од причина што секој дете со Даунов има дополнителна потреба и има потреба од дополнителна поддршка, особено од државата. Во ситуација кога немаме ние бесплатни дефектолози, логопеди, физиотерапевти и слично, кога не можеме да си ги дозволиме, тие 100 евра се мал издаток за државата, ама прават голема разлика за семејствата. Очекувам, само уште нешто да кажам, очекувам разбирање од Министерството за труд и социјала, тој Закон за детска заштита, член 33, кој што го дефинира посебниот додаток, од каде што во 2021 во мандат на Шахпаска, додека била министер за труд и социјална политика, Дауновиот синдром како категорија е избришана од член 33. Значи повеќе лицата со Даунов синдром не можат да добиваат посебен додаток само врз основ на диагнозата. Мора да имаат они комбинирани пречки или умерена интелектуална попреченост за да имаат право да го остварат овој додаток. Ова прави проблем за бебињата. Ниту едно бебе со Даунов синдром повеќе не може да оствари право на посебен додаток, затоа што на бебе не може да му се направи проценка на развој. Значи тие семејства кои што виднина ќе се затекнат себе си во ситуација да родат, нели, дете со Даунов синдром, без разлика дали нели одлучуваат во текот на бременоста да продолжат бременоста или изненадно како мене ќе дознаат за време на породувањето, на тие семејства им треба поддршка. Причината со која беше скратена можноста на 8 семејства да не ја добиваат таа дополнителна финансиска помош
е наводно некомплетна документација. Сега јас грубо пресметав дека годишно станува зборот за околу 10.000 евра, ако се 8 семејства по 6.000 денари, толку ли државата нема слух за оваа категорија на Па деца? да, маце не чуди тоа што државата има пари за покачување на функционерските плати за 78%, а нема пари за 100 евра да им даде на 8 семејства во кои што има детенца со Даунов синдром. Не знаеме која е причината за ваквата поставеност на работите и зошто на тие семејства им бил укинат посебниот додаток, но во секој случај недоволна документација или недостаток на документација не е причината, заради тоа што на овие деца проценка на развој им прави оваа ново формирана институција, служба за проценка на развој или МКФ како што ние ја викаме родителите. Во таа служба има дефектолог, има психолог, има логопед, има социјален работник, има лекар. Тие се тие кои што ја прават проценката. Доволно е само детето да се појави. Не знам каква документација им требало на нив, па не можеле без таа документација да донесат одлука или да мора да му укинат посебниот додаток на дете со Даунов синдром. Јас додека бев во институциите барав овие деца да се диагностицираат како комбиниран тип на попреченост. Они одбиваа да го направат тоа од службениците. Јас слушав информации дека на Дауновиот синдром повеќе не му следи посебен додаток. Такви информации слушав, како што дознавме после, никој не информира, никој не ни објасни, меѓу себе дознавме дека им се укинува само на оние деца кои што имаат лесна попреченост. Но тие исто така имаат и други попречености, имаат слаб развој на говорот или имаат слаба моторика, слаба фина моторика. Значи не е само интелектуалната попреченост, станува збор за комбиниран тип на попреченост. Маја, ти благодарам за гостувањето во емисијата. Нема проблем. Следете разговор со Маја Васа, родител на дете со Даунов синдром. Мислам дека бројот на вакви кривични дела, злоупотреба на службената положба се зголемени. И не знам зошто законодавецот се одлучи да донесе измена на кривичниот законник во овој момент, кога постојано се зборува за некаква злоупотреба, корупција во јавните набавки и слични кривични дела.